Додека Зоран Заев ги распродава највисоките национални и државни интереси, фирмите блиски до криминалниот картел на власт добиваат милиони евра на нивните сметки. Скандалот со Фондот за иновации и криминалната поделба на 10,5 милиони евра на фирмите на функционерите на власта и нивните роднини и скандалот во Министерството за здравство, кое сакаше да додели 35 милиона евра, не се единствени. 45 милиони евра не се единствените кои се одлеваат од джебот на граѓаните на сметки блиски на СДСМ. Нов тендер за набавка на возила за потребите на државните институции доби фирма донатор на СДСМ. Имено, се работи за кумановската фирма Делукс Ауто, која го доби тендерот од Централниот регистар на Македонија во вредност од 8,3 милиони денари за набавка на 11 моторни возила. Лани без тендер, во 4 очи Делукс Ауто Куманово направи сделка тешка 1 милион евра со Министерството за внатрешни работи и Оливер Спасовски за набавка на 45 Шкоди. Соседите на Оливер Спасовски може немале да понудат некоја иновација, но затоа повторно успеа да добијат тендер тежок над 8,3 милиони денари. Иако оваа компанија не е увозник, туку е само дистрибутер за возила, кога се работи за добивање на тендер од државните институции, е иновативна во понудите и фаворит во јавните набавки. За само 7 месеци годинава, фирмата донатор на СДСМ, Делукс Ауто од Куманово, има добиено повеќе тендери за повеќе јавни набавки во вредност од над 24 милиони денари, односно околу 400.000 евра. Делукс Ауто досега има добиено тендери од неколку државни и локални институции, како Македонски енергетски ресурси, Министерство за одбрана, Општина Куманово, ЈП Студенчица Кичево, Центар за јавно здравје Куманово и други. Откако криминалниот картел е на власт, донатор фирмата Делукс Ауто за нешто повеќе од 1,5 година има добиено тендери во висина од над 1 милион евра. Дали преку овие јавни набавки и добивање на државни пари, СДСМ и Зоран Заев се одолжуваат на фирмите и лицата кои им донирале во нивната партиска каса? Дали граѓаните се должни своите пари да ги плаќаат за богатење на криминалниот картел и нивните блиски соработници? Само за возила, само на една фирма која е донатор на СДСМ, од државата и се исплатени преку 1,5 милион евра. А Заев се колнеше пред избори дека нема да купува мебел и возила. Што ли ќе се случеше ако човекот не се колнеше? Но толку му тежи зборот. Се што кажа, излажа. Одговорност за овие скандали на СДСМ, Зоран Заев и неговите соработници мора да има. Одговорност за овој грабеж кој го прави оваа криминална власт мора да има. Правдата во Македонија ќе се врати и државата не смее повеќе да биде заложник на СДСМ и Зоран Заев. Македонија мора и ќе победи. Ви благодарам.